Добро вечер, го следите Дневникот на Канал Плюс. Следуваат настаните на денот. Понудени се 4 нови мерки за поттикнување на вработувањето и за креирање нови бизниси. Самовработувањето е најчестиот избор на младите невработени лица во регионот. Тече огласот за 3 мерки за поддршка на руралниот развој. Годинава се нудат 10.000 евра неповратни средства за помладите од 40 години кои ќе покренат сопствен земјоделски бизнис. Во источниот регион, законот за домување не се практикува во целост. Општинските инспектори за домување апелираат да се назначат управители за поефикасно функционирање на законот. Промовирани се 4 нови мерки за отворање работни места и за поттикнување на самовработувањето и креирањето нови бизниси во државата. Дел од овие мерки се реализираат од 2008 година и имаат голема успешност. Во регионот најголем интерес има за самовработувањето. Министерството за труд и социјална политика, заедно со Агенцијата за вработување, ги повикуваат невработените и постојаните фирми да аплицираат за отварање или ширење на бизнисот. На младите до 29 години им се нуди 7.000 евра за самовработување и уште по 4.000 евра за отварање дополнителни работни места за најмногу 4 лица или вкупно 23.000 евра кредити. При тоа за младите се нуди продолжен грејс период од 1,5 година и 5 години рок на отплата со само 1% камата. За кредит може да аплицираат микро и мали фирми и да добијат најмногу 12.000 евра за вработување на тројца до 29 години. Кредитирањето е достапно и за невработени на над 29 години, при што за отварање сопствен мал бизнис се нудат 3.000 евра по лице. Од 2007 година со мерките за кредитирање се вработиле 4.179 луѓе, од кои денес се уште работат. Драстично се зголемува интересот за владината програма за самовработување. По 7 години реализација, отворени се над 4.900 мали бизниси. Дека има голема заинтересираност за самовработување на младите лица до 29 години, потврдуваат и од Агенцијата за вработување. Во моментот има поголема заинтересираност кај младите лица до 29 години, бидејќи младите лица до 29 години има од 2014 година се донесе еден закон со кој секое младо лице што ќе се вработи до 29 години, една година е ослободено од придонесите социјални, значи за пензијско и здравствено осигурување се ослободени, државата ги плаќа, додека се образуваат една година плюс уште една година да бидат задржани на работа на неопределено. Исто така за младите лица до 29 години и за сите што ќе отворат фирма се ослободуваат во рок од 3 години од персоналниот данок на доход. Програмата најмногу била искористена за стартување на бизнис од областа на земјоделството, трговијата и нудење услуги, а од лани и производство. Објавен е огласот за поддршка на руралниот развој. Од трите мерки најпривлечна во регионот е она за невработените лица помлади од 40 години. Државата дава 10.000 евра неповратни средства за отворање сопствен земјоделски бизнис. Агенцијата за финансиска поддршка го објави првиот јавен повик за користење на средства од програмата за рурален развој за тековната година. Во овој оглас се офатени 3 мерки. Едната се однесува на поддршка кај винското производство, односно стимулирање, опремување и декорации на специјализирани продавници за вино, за што се предвидени 1.500.000 денари. Во таа мерка ова година не е офатен штип, бидејќи за истата мерка пред 2 години беше токму овој град. Втората мерка е стимулација во шумарството и се однесува на одржливо стопанисување со шумските комплекси. За таа мерка можат да аплицираат шумските стопанства. Третата мерка е најинтересна, посебно за младите земјоделци, каде што се даваат финансиски средства до 600.000 денари. За неа може да се конкурира доколку се исполнат следните услови. Првиот услов е да биде помлад од 40 години, вториот услов е да има фирма, земјоделска фирма или земјоделско стопанство
дали е то ДО, дали е ИЗ, дали е земјоделска задруга или друго, не постара од 18 месеци. Значи, ако ги исполнува тие два услови, треба да се изготви добар бизнис план со добра бизнис идеја, која што ќе даде поддршка во спроведувањето и апликантот може да побара до 600.000 денари неповратни финансиски средства во рок од 3 години. Средствата се доделуваат за период на реализација на деловниот план и се исплаќаат на 3 рати. Утре во Штипки има јавна трибина за информирање и мотивирање на припадниците на ромската заедница да аплицираат и да ги искористат активните мерки за вработување на владата на Република Македонија. Решавање на проблемот со невработеноста кај ромската заедница е проект на кој од минатата година работи Ромскиот информативен центар. Сите оние кои што се активни баратели на работа, оние кои што користат социјални права и се во ромската заедница, можат да ја проследат утре јавната трибина во локалната самоуправа со почеток во 13 часот на тема искористување на активните мерки за вработување на владата на Република Македонија. Со цел да бидат од поблиску запознаени со мерките за вработување, на кој начин ќе можат истите да ги искористат, за да можат да бидат дел и полесно да можат да најдат работа. Јавната трибина ќе содржи информирање, запознавање и мотивирање за активните мерки. Инаку оваа јавна трибина е заедно во соработка со Агенцијата за вработување, Центарот за социјални работи и локалната самоуправа, како и Ромскиот информативен центар. Министерот за образование и наука Абдулаки Мадеми навестува дека средните верски училишта во Македонија кои работат под закрила на верските заедници ќе бидат под надлежност на Министерството за образование и наука. За истите ќе важи и државната матура. Средните верски училишта во Македонија кои работат под закрила на верските заедници ќе бидат под надлежност на Министерството за образование и наука, најави министерот за образование Абдулаки Мадеми. Целта е учениците кои ќе завршат верско училиште, средно богословско или исламско средно, медреса, без проблеми да се запишат на било кој факултет, а не само на теолошки факултет, односно на факултетот за исламски науки. Ова значи дека државната матура ќе биде задолжителна и за учениците од овие училишта, бидејќи без државна матура не би можеле да се запишат на факултет. Министерот во оваа пригода соопшти дека во четврток ќе се одржи прва средба на работните групи кои треба да го подготват концептот за текстот за новиот закон за високото образование. Истекува рокот за пријавување дополнителни приходи за 2014 година. 15 март е последниот ден до кога треба да се поднесат годинешните даночни пријави, а годинава секој што добил регрес за годишен одмор ќе мора да го пријави. Од УЈП апелираат граѓаните навреме да ги поднесат своите пријави за дополнителни приходи. Истекува рокот за поднесување на годишните даночни пријави за сите остварени приходи кои граѓаните ги имаат во 2014 година. Средината на март, односно до 15 март, е последниот ден кога треба да се поднесат. Истите вработени граѓани треба на управата за јавни приходи да ги приложат примањата, со оглед на тоа дека секој што добил регрес за годишен одмор треба да се пријави. Тоа се може да кажеме приходите од плата и регрес за годишен одмор, ако ги има, и може да ви ги наброиме. Значи, за откуп, за закуп на кирии, авторски права, под договори за дела, остварени добивки од игри на среќа, приходи од откуп на цврст отпет и лични примања од странство што ги има. Пријавите можат да ги земат од веб страната на управата за јавни приходи или да отидат и истите ги добијат бесплатно. Најчесто овие поднесувања се заради проверка дали правните субјекти ги имаат пријавено сите приходи. Според последните податоци, досега до управата за јавни приходи се поднесени 36.681 годишна даночна пријава, од кои 235 се поднесени преку системот електронски даноци,
а до истекот на крајниот рок очекуваме да бидат поднесени околу 200.000 годишни даночни пријави за 2014 година. Минатогодишната исплата на К15 создаде задолжителна обврска за пријавување и на овој приход. Значи, доколку граѓанинот покрај приходот од плата остварил и дополнителни примања од работен однос, например регрес за годишен одмор, работодавецот има обврска да пресмета и плати персонален данок на доход и да издаде примерок од пресметката, а граѓанинот има обврска приходите да ги пријави во годишната даночна пријава, со цел да не се создаваат метежи. Апелираме граѓаните уште од сега да ги пријават дополнителните приходи и да не ги чекаат последните денови пред истекот на рокот, информираат и повикуваат надлежните од управата за јавни приходи. Доколку лицата не поднесат годишен даночен приход, истите тие ги следува казна од 500 евра. А граѓаните не се должни да поднесат годишна даночна пријава, доколку во текот на годината имаат остварено само приход од плата, пензија, земјоделска дејност и самостојна дејност. Законот за домување не се почитува во колективните стамбени објекти во Дилчево. Надлежните апелираат да бидат назначени управители кои ќе се грижат за поефикасно функционирање на законот. Во 33 колективни згради во Делчево, куќните совети, односно претседателите на заедницата на собственици не идуваат на проблеми во работата на планот на одржувањето и инвестирањето во стамбените згради. Темата на денешниот состанок покажувате и Законот за домување, односно тука се присутни председателите на заедници на собственици. Доколку не се формира заедници на собственици, тогаш инспекторот поднесува барање до судот кој назначува управител. Тоа е друг начин на управување, каде што многу поефикасен управител на зграда и тогаш судот од еден од заедниците на собствениците, каде што не е формирана заедница, назначува управител, односно може да биде управител и од друго место. Истите ингеренции ги има како и председател на заедница на собственици, со тоа што таму тој е веќе правно лице, фирма која врши одржување на зградите, односно тековното и инвестиционото одржување. Председателите кои се грижат за функционирање на зградите се жалат дека не идуваат на отпор од страна на граѓаните во однос на санацијата на веќе дотрените делови, кровната конструкција, инсталации во зградите, но имаат проблеми и со наплатата. Најголем проблем кај нас граѓаните се соочуваат со инвестиционото одржување. Кај оние згради кои се повеќе постари повеќе од 50 години, каде што најчесто инсталацијата електрична или водоводна канализациона е дотраена, како и покривната конструкција, секако за тоа се потребни повеќе пари и затоа е потребно да собствениците вложуваат одреден процент кој ќе се наменува за инвестиционно одржување. Тековното одржување се сведува на хигиена, чистење на јавните простори, а потоа плаќање заедничка струја и некои слични мали поправки. Покрај тоа, на состанокот на советодавната група, граѓаните беа запознаени и од надлежните инспектори за законот за лична карта и како да ги заштитат своите домови од тешка кражба. Општина Штип утре и во четврток организира полагање за сертификат за автотакси превозниците. Заинтересираните кандидати може да се пријават до утре, до почетокот на тестирањето. Тестирањето ќе започне во 15 часот и 30 минути. Минатата недела со сертификати се стигна 80 таксисти од Штип. Општина Штип ги известува сите заинтересирани кандидати дека утре и во четврток организира второ полагање за добивање сертификат за автотакси возачи. Полагањето ќе биде во среда и во четврток од 15 часот и 30 минути, што значи дека најдосна до утре имаат можност да се пријават во општината за овој испит. Од првата група кандидати 80 веќе се стекнаа со сертификат. Воедно ја користиме можноста да ги информираме дека можат слободно да дојдат во општина Штип и во одделението кое што е задолжено за сообраќај во општината да си ги подигнат овие
овие сертификати. Од Сдруженијето на такси превозници на град Штип велат дека сертификатот во суштина представува заштита од превозниците кои учествуваат во сообраќајот нерегуларно и помага на легалните превозници да ги осознаат сите членови од Законот за јавен превоз на Република Македонија, како и од правилникот за вршење на автотакси превоз на град Штип. Во однос на задолжителното познавање на англискиот јазик, истакнуваат дека е пожелно познавање и на други странски јазици. Не само англиски, значи секој град во Источна Македонија е специфичен. Пример, кај нас, знаете, имаме околу 1500 студенти од Турција, имаме гости, имаме многу германски фирми, холандски фирми, значи имаме потреби од други јазици. Во општина Штип во тек е пријавувањето за второ полагање за добивање на сертификат. Во општините Кочани, Берово и Делчево полагањето е при крај, додека пак во општина Проби Штип веќе е завршено. Здравствена карта на Виница. За 2 месеци итната медицинска служба интервенирала над повеќе од 1300 пациенти. Од почетокот на годината 10 виничани претрпеле мозочен удар, а срцевите удари се чести. Старосната граница на пациентите опаѓа. Во епидемиолошката служба во Виница за само една недела пристигнале 400 пријави за пациенти со респираторни заболувања. 1300 интервенции за 2 месеци имале 6 лекари на итната медицинска помош во Виница или во просек по 20 интервенции дневно, а најмногу викенди во ноќните смени. За 2 месеци десетина виничани добиле мозочен удар и завршиле на клиниките во Штип или Скопје, а некои не го преживеале ударот. Меѓутоа не е мала бројката на пациенти со срцеви заболувања, а линијата на возраста наместо нагоре оди надолу. Од тие пациенти што се јавуваат кај нас на прегледи се обично со зголемен крвен притисок, со зголемена срцева болка, мозочни удари имаме, заболување на горни респираторни патишта, заболување на белите дробови. Од тие највеќе се со 10 мозочни удари, кои сите завршени на неврологија Штип, најмладиот пациент е 72 генерација. Срцеви удари имаме 20 прегледи, од тие се 3 со срцеви удари, а другите со тахикардија, тахиаритмија. Во епидемиолошката служба за една недела пристигнале околу 400 пријави за болни од инфекции на горните и долните респираторни патишта, а расте и бројката на болни од грип. Заклучно со оваа 9-та недела, значи состојбата со грип во општина Виница е следната, значи во периодот од 40-та недела па се до сега, нели што е законската обврска за пријавување на заболени од грип, вкупната бројка на заболени од грип во општина Виница изнесува некаде околу 73 пациенти. Значи тоа е пријави кои што се стасани до нашата служба како инфлуенца, односно грип. Меѓутоа сакам тука да истакнам дека во тој период кога е законската обврска за пријавување на заболени од грип, дека инфекциите на горните респираторни патишта и инфекции на долни респираторни патишта по системот на алерт е доста зголемен. Од заболените што се пријавени нели како грип, немаме некои кои што некаква фатална последица, нема некои потешки компликации од грипот оваа сезона. Најголем дел од болните со инфекции се на возраст од 20 до 59 години, а најмала е бројката на заболени над 60 години. Македонската организација на медицински студенти ги повикува студентите од цела држава да се зачленат во оваа студентска организација. Членството во МОМС за студентите ќе значи можност за збогатување на знаењата и вештините преку работилници, трибини, конгреси и семинари. МОМС представува кратенка од Македонската организација за медицински студенти, која е креирана пред 4 месеци. Членството во МОМС го обележува студентот како еден од оние потенцијални студенти кои ќе се залага за истакнување на пософистицирано глобално здравје, ќе ги збогатува своите знаења, вештини, способности користејќи ги сите организирани работилници, трибини, семинари, предавања и конгреси.
Активен член на МОМС ќе представува секој оној студент кој ќе присуствува на состаноците организирани во својот локален клуб. Активно се занимава со подигање на организацијата на повисоко ниво и организира или присуствува на настаните организирани од истата организација. Целта на конкурсот е да се активираат се повеќе студенти на сите факултети во Македонија. Значи, не е самото тоа што кажуваме дека е медицинска организација, не представува дека имаме само медицински студенти, тоест сите кои сакаат да се занимаваат со здравство. Сакам да кажам дека во здравство спаѓаат и сите они хуманитарни акции, крводарителски акции, што значи дека секој студент може да се активира доколку сака да биде хуманитарец. Под структурата на МОМ спаѓаат секторите: јавно здравје, борба против ХИВ-СИДА, борба против алкохолизам и дрога, хумани права и мир, медицинска едукација, електронско здравство и здравствен менеджмент, што е потребно за апликација на студентот што сака да добие активно членство. Поканети се сите студенти во Битола, Штип, Тетово и Скопје, што значи дека во локалните клубови во останатите градови во Македонија ќе функционираме на истиот начин, со испраќање на мини CV. Доколку сакат да бидат обични активни членови, испраќаат студентите мини CV на официјалниот имейл moms333@icloud.com. Член на МОМС може да биде секој студент во Република Македонија кој има интерес да биде дел од една поинаква и поквалитетна студентска организација. Основното училиште Ванчо Прке од Делчево продолжува со заложбите за енергетски ефикасно училиште. Во ово училиште во тек е проект за поставување на 7 колекторски системи со кои треба да се подобри хигиената кај учениците. Ова е проект на Швајцарската конфедерација. Со поставувањето на колекторски систем согласно програмата за зачувување на природата, Општинското основно училиште Ванчо Прке од Делчево продолжува со своите заложби за енергетско ефикасно училиште. Во ова основно училиште во тек се активностите за поставување на 7 колекторски системи, со што ќе се обезбедат 1500 литри топла вода за учениците да можат редовно да ја одржуваат својата хигиена. Значи со имплементацијата на овој проект училиштето ќе има двојна добивка. Првата добивка е заштита на енергенција, а втората придобивка која има директно, тоа е зачувувањето на природата, односно на средината во која живееме. Се надеваме дека вакви проекти ќе продолжат и во иднина да се реализираат во училиштето и на тој начин побрзо да го изводиме чекорот до енергетски ефикасно училиште, која е крајната цел нели на секој училиште во Македонија. Проектот се реализира согласно програмата за зачувување на природата која во Македонија е инкорпорирана од страна на Швајцарската конфедерација. Во рамки на програмата, покрај другите активности, планирана и поддршка на локалните субјекти во нивните напори за зачувување на природата. И една од нашите програмски цели е поддршка и на меѓу другото поддршка и на невладиниот сектор. Во првиот повик кој што беше објавен од страна на програмата, поддржани се вкупно 9 невладини организации кои што активностите ќе ги спроведуваат во Брегалничкиот регион. РЦЗ е еден од 9 организации од регионот која што има можност да имплементира проект од Швајцарската конфедерација, односно од програмата за зачувување на природата. Овој проект е четврти поред од програмскиот дел на регионалниот центар за застапување во делот на енергетска ефикасност покрај замената во 2 фази на енергетско ефикасни светилки за јавното осветлување и добивање на енергија од вода. По завршувањето на овие активности, Општинското основно училиште Ванчо Прке во рамки на програмата за зачувување на природата ќе аплицира и по новиот повик со кој што ќе се обнови фасадата, а воедно ќе се заменат и грејните тела во самото училиште. Со покани за вакцинација се информираат родителите кога да го имунизираат своето дете. Со помени родителите се известуваат доколку рокот за задолжителна вакцинација не се почитува. Родителите кои не ги имунизираат децата се соочуваат со казни. Имунизацијата е процес со кој изложеноста на организмот на странски честички кои се или не се деактивираат доведува до формирање на антитела, што доведува до имунитет. Со воведување на вакцинацијата како мерка за заштита на населението од заразни болести, постигнати се најдобри резултати во историјата на медицината. Бројни заразни болести се искоренети во светски рамки, голем број од нив се елиминирани, а голем број на заразни болести се ставени под контрола. Вакцинацијата е задолжителна, уредена со закон и се спроведува во првите 24 часа од раѓањето на детето.
Свеста на граѓаните за имунизација на највисоко ниво. Бројот на невакцинирани лица е намален за помалку од 1%. Секоја година имунизацијата се реализира, доколку постои промена, изменетата програма излегува во службен весник. Во Република Македонија имунизацијата се врши против одредени заразни болести, како хепатит Б, туберкулоза, детска парализа, мали сипаници и тетанус. Покрај имунизацијата против овие заразни болести постои ХПВ вакцина, која е донесена со закон во 2009 година. Задолжително ја примаат лица на возраст од 12 години. И покрај зголемената свест за имунизација, до сега се поднесени околу 50 тужби за лицата кои не се пријавиле за вакцинација. Секторот за внатрешни работи Штип поднесе кривична пријава против главниот благајник на Штипската клиничка болница поради сомнение дека сторил кривично дело проневера во службата. Кривична пријава за телесна повреда доби и Делчевчанец заради насилство врз сопругата во нивниот семеен дом. СВР Штип поднесе кривична пријава против ПМ 55 годишен од Штип, главен благајник во јавната здравствена установа Клиничка болница Штип. Пријавениот во повеќе наврати во периодот од јануари 2011 до декември 2013 година како главен благајник во јавната здравствена установа Клиничка болница Штип проневерил парични средства на начин што паричните средства ги присвоил од благајната, наплатени по основ на полагање на стручен испит, вадење на лекарско уверение за полагање на возачки испит, издавање на лекарски уверенија и препис на документација, со што проневерил парични средства во наведениот период во вкупен износ од 966.000 на штета на буџетот на јавната здравствена установа Клиничка болница Штип. СВР Штип поднесе кривична пријава и против ОУ 33 годишен Делчевчанец поради постојање основно сомнение дека сторил кривично дело телесна повреда. Именно на 13.2.2015 година пријавениот во семејниот дом во Делчево со повеќе наврати физички ја нападнал неговата сопруга и нанел телесни повреди. Штипскиот театар со премиера ќе го одбележи Светскиот ден на театарот. Финишираат подготовките за представата со работен наслов "Ни на небо, ни на земја" во режија на Љупчо Ѓоргиевски од Битола. Што се случува со душите на луѓето додека се во кома? Имаат ли време да размислуваат за нивните животи, за она што ги чека, дали ќе одат на небото или повторно ќе слезат на земјата? Сите овие прашања се поставуваат во така наречената чекална, во холот на имагинарен хотел, кој е централно место на дејството на најновата представа со работен наслов "Ни на небо, ни на земја", која ја подготвуваат 8 актери од Штипскиот народен театар под палката на битолскиот режисер Љупчо Ѓоргиевски. Се работи за луѓе кои западнале во кома. Во една таква специфична ситуација, додека лекарите работат на телото и не се знае што ќе биде, имаат можности да се одделат и во еден специфичен простор да размислат за себе си. Главниот лик во представата го глуми младиот Ефтим Трајчов Геурски. Мојот лик се вика Жулиен и тој е млад човек кој што води развратен живот, повеќе на удрена на забавување, на журкање, кој што никогаш во животот не се отворил љубовно, емотивно, никогаш не го живел животот до крај, за да на крај да му случи љубовна приказна. Со премиерата на оваа представа во Штип ќе биде одбележан Светскиот ден на театарот 27 март, но освен тоа актерката Марија Минчева, која ја глуми младата Лора, заробена во инвалидска количка, најавува уште еден стандарден перформанс. Секоја година различни автори, актери, писатели, различни луѓе од уметноста
пишуваат порака. Таа порака се чита низ сите театри затоа што таа е светска порака и плюс од наши македонски актери или исто така писатели тие пишуваат порака, значи читаме 2 пораки. Тоа ќе се прочита пред представата и денот на театарот ќе си го прославиме со нашата премиера на представата. Сепак, знаејќи ги афинитетите и квалитетите на штипскиот актерски ансамбл, може да се очекува и нешто дополнително во контекст на одбележувањето на месец март како светски месец на театарот. Доволно е да се посака и да се направи. Може ли да се очекува некој перформанс? Па да. Доставаме да биде изненадување за драгата ценната публика. Дали тоа што се подготвува ќе биде поврзано со пораката која ја испраќа и самата представа? Дали нашата судбина е во наши раци и што е тоа што преземаме да го живееме животот до крај? Дали и живи сме во кома или ќе одлучиме да живееме полноценно? Останува да видиме со што ќе изненадат нашите актери. Песна и спот утре ќе промовираат членовите на младинската организација на Средното училиште Ѓошо Викентиев од Кочани. Се работи за песна за училиштето во чија подготовка учествуваат 40 ученици. Креативноста на средношколците од младинската организација продолжува, како што беше планирано во годишниот план за реализирање на активности во текот на оваа учебна година. Утре вечер во мултикултурниот центар во Кочани ќе биде промовирана химната и спотот за младинската организација, која исто така го носи името Авангарда. Председателката на младинската организација Авангарда Ивана Карова изјави дека се е подготвено за утрешната промоција. Вокали на песната се Нина Николова и Даниел Стоименов. Во снимањето на спотот учествуваа околу 40 ученици и бидејќи снимавме со технологијата One Shot, навистина беше напорно и комплицирано, но бидејќи сите бевме добро организирани, се помина во најдобар ред. И со помош на Даниел Стоименов, кој што го напиша текстот за истата песна, ја снимавме песната во студиото на Јордан Манов. На утрешната промоција покрај промовирањето на песната и спотот ќе бидат промовирани дел од нашите активности во изминатиот период од оваа учебна година. И па дојдете и ќе откриете сами за што станува збор. Промоцијата ќе започне со почеток во 19 часот, а членовите ја искористија можноста и ги поканија сите заинтересирани да дојдат и да ја слушнат химната посветена на младинската организација Авангарда. Инаку оваа младинска организација активно работи во делот на соработки со останати училишта од други општини, како и реализирање на повеќе значајни проекти во текот на оваа учебна година. Ова беше се што ви подготвивме за денес. Имајте пријатна вечер со програмата на Канал Плюс. Следува временската прогноза.